Добар ден, криптоентузијасти. Помала пауза, се извинувам уште еднаш. Знаете како е фамилија пред се. Денеска ќе поразговараме за Fetch AI, како што може видите во позадина. Значи станува збор за уште еден AI токен кој што е малку подолго на пазарот, на кој што е еден од првите, да речем, 5 на самата категорија AI, за кој што ќе поразговараме малку повеќе, посебно со оглед на фактот дека овој bull маркет очигледно ќе имаме уште една категорија која што ќе треба да обработиме после овие коини нормално, каде што ќе, се запазиме малку повеќе на AI како една целосна категорија во криптосекторот, која што очигледно прво ја започнаме со Singularity Net AGIX, кој што е marketplace на AI проекти. Може да го погледнете истиот како видео го имаме во нашата плейлиста за токени и коини, кој што ги обработуваме еден по еден на топ 100. Додека денес, како што рековме, ќе разговараме за Fetch AI. Со тоа што, значи само за подсетување, Fetch AI е практично предпоследен токен од оваа група на токени овде, каде што после Fetch AI треба да го обработиме и Aptos и потоа да преминеме на втората група на токени за кои што гласавте, а тоа е Graph, Sandbox, ICP и Near протокол. Така да ова се чисто за да се подсетиме што следно треба да се работи во однос на овој дел од нашата работа, односно на онаа плейлиста за соодветна обработка на топ 100 токени и коини по market cap. Со тоа што овде како што можеме да видиме, значи отворена ни е во посебен таб групата само за AI, која што очигледно можеме да видиме дека Fetch AI се наоѓа на 142 второ место, иако генерално ова не е, значи во првите топ 100 проекти, со оглед на фактот дека станува збор за AI, кој што како категорија првпат се појавува во криптосекторот како посебна категорија, е добро да ги имаме овие два потенцијални добри проекти кои што може многу да ни помогнат, да речеме, во однос на правење на профит во овој пазар, со тоа што Render, кога ја направивме оваа листа, не беше во првите три. Ова е нов токен кој што буквално пред само некое време успеа да го добие првото место. Значи беа прво Singularity Net, па Fetch AI, значи верувам дека понатаму ќе треба и Render да го обработиме нормално, со тоа што на 53-то место ова е многу голем скок. Но ќе оставиме да видиме дали истиот ќе се задржи таму после проектите кои што сме ги ветиле и ќе почнеме да ќе го земеме во предвид за понатаму, со оглед на фактот дека ваков скок најчесто е оној памп кој што нормално не е логично да се купува во памп. Значи соодветна корекција ќе направи, за тоа време ќе видиме каде стои на оваа листа кога конечно ќе ја направи оваа корекција. Сега првенствено, знаете и сами, секогаш ги следиме овие точки по кои што го обработуваме секој токен, тоа е поентата на оваа група, со цел да научите и вие како се прави соодветна анализа на еден токен и кои се најбитните работи кои што треба да ги обработите. Сите оние кои што ги гледале претходните видеа од оваа листа знаат зашто зборуваме, оние кои не ги гледале да знаат уствари кои се прашањата кои ги обработуваме едно по едно со цел да видиме кој е овој токен или коин и што е неговата полза во нашето портфолио. Апликација и практична примена на коинот, зашто истиот се користи. Дали има други проекти кои му се конкуренција и дали има апликации од реалниот свет кои може да го заменат. Значи прва и најбитна работа која што мораме да забележиме е дека AI категорија како таква во претходниот bull маркет не постоеше. Ова е сосема нова категорија, гледаме дека проектите генерално имаат многу мал маркет кап. Значи ваков тип на маркет кап ние не би разговарале да финансираме воопшто, посебно во овој дел од bull маркетот, со оглед на фактот дека овие 300 или 200 милиони е премногу мал маркет кап и се наоѓаат надвор од онаа граница на топ 100 проекти за кои што разговараме, но проблем е што како да речем заедница која што моментално работиме, со оглед на фактот дека ваква слична ситуација беше и со DeFi во 2021 година или во 2017 година, би било глупаво од наша страна да пропуштиме една цела категорија само заради тоа што не се во топ 100. Затоа и ги обработуваме. Иако се со мал маркет кап, мораме да разбереме дека се доста ризични, но тоа не го менува фактот дека имаат голем потенцијал, затоа што ваков тип на мал маркет кап нуди голема потенцијална добивка во следниот bull маркет. Во исто време нуди и голем ризик дека некои од овие проекти нема да се опстојат, затоа ќе дојдат некои подобри кои што ќе ги заменат. Сега, затоа и сакам да кажам дека ваков тип на нова листа која што само што буквално почнала да постои, топрва ќе видиме како истата ќе се оформи во текот на овој bull маркет, затоа што ова е само почеток. Така да не можеме да очекуваме дека вака ќе остане и понатаму. Така да поради оваа причина, значи уште еднаш
мораме да забележиме дека ова е сосема нова категорија и не можеме да бидеме сигурни дека овие ќе останат на второ и трето место. Затоа ви спомнав дека рендер, значи не беше ниту блиску до прво место, но ги претекна овие две во меѓувреме додека успеавме конечно да го направиме видеото за Fetch AI. Така да имајте го тоа предвид, ваков тип на мали маркет капови многу лесно може да се претицаат еден со друг и затоа уште еднаш ќе напоменам, значи допрва ќе видиме како ќе се развива оваа категорија. Ова е само запознавање со некои од проектите кои што имаат солиден потенцијал. Сега, зошто има солиден потенцијал, ќе објасниме се во детали, нормално. Значи во однос на конкуренција, рековме дека само овие два му се конкуренција, со оглед на фактот дека и Ocean протокол, кој што е претежно нешто околу екологија, затоа ќе поразговараме нели кога ќе го работиме, со оглед на фактот дека е на многу далеко место, значи нема да биде наскоро, значи му бега 100 милиона, што е солидна барем во оваа категорија, солидна сума, солидна големина, и можеме да видиме дека е еден од топ 3 проекти, беше топ 2, кој што навистина има, барем според оваа ситуација, соодветна предност. Сега, не можеме да разговараме за други проекти кои што би биле потенцијално конкуренција, затоа што проекти во AI светот скоро и да не постојат. Значи, Fetch AI и оние проекти кои што ги развиваат моментално Microsoft и Google и слично, мораме да ги заборавиме затоа што тоа не се дел од проектите кои што спаѓаат во крипто светот. Зборуваме исклучиво проекти кои што се наоѓаат во крипто светот. Така да во овој дел, значи мораме да изоставиме дека нема многу информации со кои што би можеле да работиме, затоа тргаме од оние проекти кои што не се моментално познати. Дали има апликации од реалниот свет кои што може да го заменат? Да. Значи моментално ChatGPT и оние 2-3 проекти кои што се најблиску, затоа што знаеме дека и Google, Microsoft го купи ChatGPT, и Google и Meta работат на развивање на сопствени AI протоколи кои што треба практично да работат за јавноста, така да тоа се на некој начин конкуренција која што работи моментално со овие проекти, но да не заборавиме дека овие проекти на кои што ние работиме, SingularityNet и Fetch AI, иако SingularityNet нема директно AI, значи Artificial Intelligence во него, Fetch AI има и е еден од единствените кои што е практично блокчейн протокол. Така да поради ова, иако постојат апликации од реалниот свет кои што може да го заменат, ова е протокол кој што може да се искористи во блокчейн светот, така да тоа му е предност. Сега, Fetch AI самиот по себе е првенствено изграден на Ethereum како ERC20 токен, а потоа е направен како сайдчейн на Cosmos. Значи моментално главниот проект на Fetch AI е уствари сайдчейн на Cosmos, кој што самиот по себе е исто така и смарт контракт компатибилен. Значи ова е практично онаа смарт контракт компатибилити која што му се овозможува поради тоа што е дел од Cosmos екосистемот и самиот Cosmos, затоа што е базиран на основната технологија на Cosmos, му дава да биде и смарт контракт компатибл. Со тоа што истиот има така речено свој коин, нели FET, и понатаму ќе поразговараме малку повеќе за својот коин, но нели мораме прво да ве запознаеме со тоа која е поентата на самиот проект, односно што уствари истиот представува. Сега, значи идејата на Fetch AI е во однос на работата на компании кои што сакаат да се приклучат на Web3, односно зборуваме за иднината на интернетот, да бидат независни едни од други во однос на сегментот на користење на трети страни. Односно, прост пример. До сега, например, доколку сакате да направите search на интернет, вие го правите тоа преку Google, така. Значи, Fetch AI се обидува на компаниите и нели, индивидуалците кои што ќе го користат ова како технологија, да им дозволи да не мора да користат трети практично средства, како што се Google или останати search браузери и слично, туку тоа да го прави самиот Artificial Intelligence кој што е вметнат во Fetch технологијата. Сега, малку е тешко да се објасни, но како пример, овдека е земено дека, например, Fetch AI моментално има ботови, така речено, или ова се агенти, како што они ги нарекуваат, кои што вие може да ги тренирате, така речено, да им поставите параметри во однос на тоа како би можеле да тргуваат за вас. Значи, моментално, значи, не е само за тргување, туку е само еден од примерите. Односно, идејата е дека Fetch AI, значи нивната Artificial Intelligence, односно вештачка интелигенција, ви нуди практично можност да ги користите за различни типови, нормално треба да имате соодветни луѓе кои што знаат да го работат овој програмски јазик, кои што може практично да им поставите соодветни пребарувања и тоа да го прават за вас, се разбираме. Не значи дека тоа ќе биде пребарување, значи било каков тип на
практично работа која што ќе треба вие да ја правите лично. Значи, дури кога гледат, да речем, некои видеа со основоположникот на Fetch AI, значи, идејата е дека, доколку вие досега, ако сте, пример, имале проблем дома со, да речеме, имате проблем со машината за перење, така? Значи, во ситуација, наместо вие да седнете на интернет, на Google, да барате каде има моментално, нели, луѓе кои што може да поправат, дали е тоа компанија, па да ги ангажирате, па да направите соодветен нели момент кога да дојдат. Значи тоа се го прави ваквиот агент за вас, кој што практично работи за вас, со тоа што само ги поставувате параметрите и се останато агентот прави за вас. Со тоа што овдека, како пример е земено, да се користи практично FED, односно агентот на FED, да работи за вас како трговец на DeFi платформи. Со тоа што моментално DeFi платформите кои што може да ги користите за вакво тргување се PancakeSwap и Uniswap и гледаме дека агентот може, доколку му ги поставите параметрите, директно да купува и продава на соодветните параметри кои што сте ги поставиле, со тоа што вие му давате значи не директен практично, значи нема он директно пристап до вашето портфолио, туку практично он има само пристап да даде команда, а портфолиото ваше го прави останатото. Што значи дека во ниту еден момент, значи добивката и загубата нема да бидат директно коригирани или практично работени од страна на самиот агент. Значи тоа ви дава дополнителна сигурност дека нема сигурно агентот да ви ги земе средствата или да ви ги премести кај што не треба. Значи се е направено да ги следи параметрите кои што вие му ги поставувате. Сега, добриот дел во целата оваа ситуација е тоа што ваквите група на агенти, со оглед на фактот дека ќе има, да речем, доста луѓе кои што ќе ги користат за тргување, учат. Значи тоа е добриот дел на AI технологијата, каде што овие агенти сами по себе учат кога да купат и кога да продадат и тоа го споделуваат помеѓу себе во оваа мрежа која што се нарекува Open Economic Framework и која што е дел од AI како блокчейн. Значи, идејата на AI во оваа ситуација е да научат еден од друг и што подобро да ги реализираат оние практично таскови, односно нели побарување кои што вие сте им ги поставиле. Сега, реално не можам да навлезам многу во детали во однос на ова, значи доколку ви е потребно ќе може да седнете и да си го научите нормално, но како што кажавме, значи самиот Fetch AI не е само блокчейн, туку истиот е паралелно комбинација од блокчейн и ацикличен граф. Ацикличен граф веќе обработувавме во HBAR и во IOTA, така да отприлика ви е познато, доколку не погледнете и тие видеа, знаете што станува збор. Значи идејата е дека ваквиот усовршен, така речено, како што они го нарекуваат, значи отворена економска мрежа е со цел да ги одбегне користењето на трети агенти кои што буквално се непотребни и да ја направи соработката на Web3 помеѓу peer-to-peer да биде многу повозможно. Односно да не мора да барате и да не мора да практично губите многу време на поставување и соодветни соработки со, да речем, други партнери преку трети лица, како што би можеле да ги најдете, туку тоа за вас да го прават овие агенти со поставување на соодветни параметри. Затоа и реков, значи, многу е опширно за што се може да се користи, затоа ви е потребен соодветен програмер кој што знае се тоа да го направи. Зборуваме за програмер кој што знае да програмира на Solidity или на Cosmos блокчейн нели програмскиот јазик, за да може ова да го намести на вашата компанија или што и да вие работите нормално. Сега, значи тоа е главната цел која што има и е доста интересно со оглед на фактот дека овие агенти учат. Значи тоа е најуникатната работа која што досега сум ја видел, да речем, во еден проект. Значи агентите учат и еден на еден буквално си ги пренесуваат знаењата во однос на тоа што моментално научиле во сферата во која што сте ги поставиле да работат. Сега, пред да продолжиме понатаму, би сакал да спомнам и околу токенот FED. Значи токенот FED моментално представува токен е се уште со оглед на фактот дека нели самиот Fetch AI нема свој блокчейн, туку е сайдчейн и на Cosmos и на Ethereum. Значи истиот како сайдчейн има практично свој токен и истиот може да биде користен како стейкинг, затоа што нели во ситуација е POS, значи сайдчейн од POS нели карактер. И ваквото стекање нормално ви дава соодветна награда во FED назад со тоа што ја поддржувате самата мрежа. Сега, имаат и свој wallet, за тоа ќе поразговараме малку подоцна, но прво сакам да напоменам дека во однос на валидаторите, значи вие може да имате исто така нод и валидатор нормално, со тоа што ова се минималните побарувања кои што ви се потребни со цел да имате практично нод. Значи
ова е овде, може да го најдете многу едноставно, значи Fetch AI _validators _. Значи овде може да најдете сите информации кои што ви се потребни во однос на правење на одреден нод, ако сакате тоа да го направите нормално, со тоа што сега ова е, пак ќе кажам, доколку сакате да влезете малку повеќе во овој проект и да користите да имате свој нод за валидирање на трансакции на мрежата. Во спротивно, истиот може, значи самиот практично токен може да го стейкате со тоа што имаат свој wallet, значи може да го доwnloadирате, ова е екстензија за Google, ќе се појави како MetaMask или како во оваа ситуација Eternal, каде што интересна работа е дека истиот може да биде стейкан, затоа и постојано кажувам дека ова се тие битни работи кои што мора да ги знаеме од вашиот леџер, така да во оваа ситуација, значи постојат интернет волети кои што без да го трансферирате својот токен во оваа ситуација од вашиот леџер, ќе можете да го стейкате и да добиете соодветна награда. Со тоа што јас во оваа ситуација, значи ваквиот линк ќе го ставам во дескрипција, со цел да може да ги следите инструкциите доколку сакате да го стейкате вашиот Fed wallet без истиот да го напушти вашето портфолио, што е едно од најбитните работи кои што можеме да ги следиме практично во овој нов свет, каде што сигурноста е на прво место, а плюс добивате награда со тоа што стейкате директно од вашиот леџер. Тоа е многу битна работа. И нормално, како што кажав, имаат свој wallet екстензија кој што може да го користите за било каков тип на трансакции. Ќе видиме имаат многу апдејти на самиот wallet моментално на кој што се работи, со тоа што екосистемот на Fetch AI ги содржи овие два, да речем, проекти. Имаат многу, но овие два се оние најбитни кои што практично се занимаваат со колаборација на овие агенти и практично machine learning. Сега, тоа е интересната работа која што Fetch AI постојано рекламира, дека досега machine learning, односно да се користи учење на самата машина и AI-то да може да учи само од себе, било достапно само за големите компании. Додека сега моментално се обидуваат да го доведат ова и до помалите компании и индивидуалци, за истиот да може да го користат. Со тоа што, значи, во оваа ситуација имаме Axim, која што е втора апликација која што имаме исто така на Fetch AI, и истата сама по себе, значи, освен тоа што има machine learning, туку има и соодветни така наречени во оваа ситуација силоси на connecting data. Значи, практично ова е одредени компании кои што користат Fetch AI, имаат соодветни податоци кои што ги на некој начин ги произвеле со користење на Fetch AI. Во оваа ситуација, значи она што ја кажав, machine learning и агентите учат еден од друг, значи самиот блокчейн, доколку вие сте нов корисник на мрежата на Fetch AI, ви дава достапни информациите кои што досега успеале да ги стекнат другите компании кои што ја користеле оваа мрежа. Иако е доста комплицирано, верувам дека оние кои што се малку по програмерски способни ќе го разберат многу подобро од мене, но идејата е дека AI се повеќе и повеќе се интегрира, посебно од овој аспект, да заменува што може повеќе од работата која што мора да ја работите вие мануелно за сето она што моментално го имате како потреба на вашата компанија. Така да ова е на некој начин доста добро, но пак ќе кажам, зависи од од аспект на тоа што ви е потребно, секоја компанија би можела различно да го користи ваквиот проект. Сега, зрелост на пазарот и активен roadmap. Значи, зрелост на пазарот можеме да видиме дека има доста, со оглед на фактот дека овој проект е уште од 2019 година и веќе имаше еден bull market. И гледаме дека истиот, значи, соодветно се задржал, значи, иако во 2020-2021 не се ни спомињаше AI, гледаме дека истиот соодветно се задржал во однос на до сегашниот пазар. Со тоа што, значи, од претходното дно имаме моментално ново дно кое што го направивме во истиот момент на крајот на 2022, почетокот на 2021 година, и нормално го имавме овој масивен памп со започнувањето на модава на AI, да бидеме реални, со тоа што моменталната корекција на овој масивен памп се движи негде под 61,8, што е golden ratio. Така да ова реално е солиден момент за купување, но доколку добиеме некои дополнителни неприлики на пазарот, голема веројатност дека ќе падне до 78,6, односно 0,786 Фибоначи нивото, кое што кореспондира со ова жолто поле од првиот пат на Fetch AI, кое што моментално е единственото поле во обратна насока, а доколку сте ги следеле нашите моментално технички анализи,
и доколку сте го поминале курсот, ќе знаете дека ова представува поле кое што претходно представува очигледно отпор, тука поддршка и повторно моментално сме успеале да пробиеме над него за потенцијален ритест да биде сосема нормален и цената да се врати до 0,18, односно 18 центи. Сега, дали тоа ќе случи не можеме да бидеме сигурни, но очигледно се уште имаме негативно расположение на пазарот. Така да во оваа ситуација и голема е веројатноста дека може да се случи тоа, затоа што и овој пат нема да биде толку голем колку што изгледа, затоа што тоа би било некои 20-25%, што не е толку многу голема, да бидеме реални, не е толку голем страф, затоа што веќе сме добиле 10x од луѓето кои што успеале да купат на дното. А моментално од овие 10x од самиот пат успеал да се коригира надолу 60%. Тоа е оно што се уште не сме во full blown bull market, што постојано ви кажувам. Сега, дали е добро да се купи FHI, не можам да ви кажам со сигурно, затоа што ова е пак на некој начин мора да одлучите сами за себе си, со оглед на фактот дека изгледа како да има соодветни или интересни моменти во него, но се наоѓаме многу рано во овој bull market и неговиот market cap е многу мал. Така да ова е реално според нас голем ризик за да го додадете на вашето портфолио, затоа ние додадовме само мала количина на AGX, односно во оваа ситуација тоа беше над него Singularity Net, кој што представува така речено првиот најголем моментално активен маркетплейс за AI. Затоа и го додадовме, затоа што има некоја, пак ќе кажам, поголема шанса да успее за разлика од соодветен AI проект. Но моментално ќе ви покажеме се што имаме на пазарот, нели, за него и ќе ви дадеме оприлика и мислење за тоа што ние имаме за тоа дали е паметно се инвестира или не. Генерално мислиме дека ова ќе биде добра инвестиција, но малку подоцна, останува да видиме нели како ќе се движи на пазарот, со тоа што и на неделно ниво ќе направиме на кратка анализа, значи моменталната корекција гледаме дека доаѓа до ова неделно ниво кое што го имаме овде, значи гледаме истото било практично поддршка и во практично пампот во 2021 корекција, втора корекција, моментално сме пробиле над неа и повторно се наоѓаме на истото поле на корекција како и ова поле. Значи ова се на некој начин нивоата кои што моментално цената се уште ја држат на овој сегмент, останува да видиме дали ќе се задржи, но по утврдување на дно после оваа голема корекција би било паметно да се купи макар и на краток рок ако сте трговец. Со тоа што гледаме дека на неделно ниво се многу коригирани моментално нели во оваа ситуација RSI се наоѓа на 45, сток RSI се наоѓа на апсолутна нула, MACD се наоѓа многу длабоко, така да редно е да се заобли, со оглед на фактот дека веќе имаме заоблување во VWAP и нормално гледаме дека и моментално зелениот бран на приход на пари кои што влегле во проектот е негативен. Но можеме да кажеме дека генерално овој проект има искуство на пазарот и се наоѓа веќе цел циклус, така да тоа е многу позитивна работа, затоа што успеал да преживее еден цел циклус, што значи дека голема веројатност дека ќе има следен памп во следниот bull market. Нормално, не можеме да знаеме, но го следиме да видиме како се до тоа ќе се одвива. Затоа што не е битно само техничка анализа, битно е да направиме и фундаментална анализа. Во однос на активен roadmap, значи овде како имаме roadmapот кој што е на некој начин објавен директно од самиот креатор на FHI, само да видим дали му е овде ставено името, да, Humayun Sheikh, супер за Humayun Sheikh, со тоа што гледаме дека поголемиот дел од апдейтите кои што треба да бидат во 2023 година се исклучиво на walletот и на нотификациите. Значи ова се буквално апдейти на walletот кои што моментално го имате како екстензија, кои што нели покажавме овде, и ваквите апдейти гледаме дека се исклучиво во однос на се што е потребно за овој wallet да функционира подобро и подобро. Значи гледате, моментално имаме Group Message Support in Wallet, Agent Based Automation in Wallet, значи буквално го способуваат самиот новчаник да има се повеќе и повеќе нели опции, со тоа што дури во текот на оваа година и самиот wallet ќе има Artificial Intelligence интеграција, односно ќе има вештачка интелигенција на самиот wallet, на неговата технологија. Значи, моментално во 2023 гледаме дека првенствено се фокусира на самиот wallet. Дури гледате има и NFT понатаму дека ќе има само да видим уште еднаш да не случајно пропуштаме и marketplace на крајот исто така се гледа да се интегрира на самиот wallet, со тоа што имаме и два improvement на леджерот, на практично оваа ситуација има COSM
SPY и Indexer. Сега искрено не можам да кажам точно што се овие, но е надгрба на самиот леџер кој што го користат во оваа ситуација, на самиот блокчейн кој што го користат. Тоа, значи, битно е дека имаме активен roadmap, дека нешто се случува, дека се обидуваат да, нели, и понатаму го развијат овој проект. Сега, многу битна работа, значи ова го поминавме, во кој секојаш Bear Bull се наоѓаат буквално на истиот Bear Bull на останатиот пазар, со тоа што нели не купуваме после памп, очигледно ова е пампот кој што го доживеавме, сега моментално гледаме да видиме кога ќе заврши оваа корекција за да можеме да купиме нормално. Сега што е следно? Вести за проектот во последниот период. Значи во однос на вести, можеме да видиме дека има големи компании кои што ставаат големи суми на пари во овој проект конкретно. Со тоа што BitGet е една од поголемите менувачници на криптосветот и истиот моментално, значи пред само еден, значи до 27 април, тоа е буквално пред еден месец, финансирал 10 милиони во овој проект. Со тоа што 10 милиони гледано од практично 1 билион маркет кап, значи дека 1% буквално од вкупниот маркет кап бил внесен во еден ден од BitGet со цел да помогне на овој проект, со тоа што гледаме дека истиот планира да му даде и стратешки дирекции, како стратешки практично нели помош стратешка и консултантна со цел како да се движи понатаму овој проект. Сега, следна битна работа која што можеме да забележиме е дека не е само BitGet, значи истиот овој проект во крајот на март успева да собере, значи како ова се оние seeding rounds, каде што истиот успева да собере 40 милиони од страна на DWF Labs, искрено не знам кои се овие, значи market maker, што значи дека истите се оние кои што даваат ликвидност на менувачниците најчесто, значи 40 милиони исто така, значи seeding round за исто како и BitGet за развивање на AI како технологија во целиот криптосектор и во нивниот проект нормално, со тоа што значи ваков тип на пари во оваа ситуација некои 4-5% од вкупниот маркет кап на Fetch AI е голем придонес, затоа што тоа значи дека овие компании веруваат во овој проект. Bosch, знаете и сами, ова е еден од најголемите произведувачи на електронски апарати во Германија. Значи, заедно со Fetch AI, Bosch е уствари дел од фондацијата на Fetch AI, што е доста битна работа, затоа што фондацијата само по себе е онаа која што е задолжена за понатамошно надградување и понатамошно нели развивање на овој проект, со тоа што Bosch представува дел од оваа фондација. Знаете и сами, ваков тип на големи компании не се нафаќаат на практично соработка, туку немаат доверба во ваквиот проект, со тоа што значи не само што се нафаќа на соработка, туку истиот се нафаќа на промовирање на оваа технологија помеѓу своите компетитори практично или друг тип на вакви компании, со цел истата да биде нели интегрирана во Web3 и на овие големи компании кои што моментално се наоѓаат во светот. Сега, јас и го земав ова како моментално нова слика која што ни покажува кои се моменталните партнери на Fetch AI. Гледаме дека Bosch, рековме и сами, тоа е уствари дел од самата фондација, значи партнер. Потоа во значи во однос на автомотив компаниите, гледаме дека BMW, Mercedes и Volkswagen заедно со нели Siemens во оваа ситуација, но Siemens нема коли не може ставен овде, се уствари партнери на Fetch. Исто така во однос на ова се проектите кои што го користат, значи Catena X и Mobi се проекти кои што го користат Fetch AI, кои што имаат директни партнерства со овие големи компании како Ford, IBM, Renault, Honda, така да ова се на некој начин проекти кои што активно користат Fetch AI, а ова се нивните партнери. Festo исто така е практично во manufacturing, значи ова е фабрика практично која што го користи директно Fetch AI. T-Mobile во однос на дигитални идентитет го користи исто така Fetch AI, што е голема компанија, знаеме и сами. Datarella во оваа ситуација ова е некоја посебна компанија која што ја забележав, која што користи Fetch AI во соработка со Intel, Siemens, BMW за намалување на CO2. Значи знаете дека моментално тоа доста битно, нели, да бидете дел од вакви проекти, е доста нели паметно, со тоа што гледаме дека има исто така соработка со многу од овие компании, да не забораваме Blockchain for Europe, оние кои што се занимаваат со активно промовирање проекти низ Европа, а е институција. Че ова не е корпорација, ова е институција на Европа. Останатите
горе доле ги знаете, че ова се практично менувачници кои што соработуваат, ова се проекти кои што ги има на него, веќе спомнавме некои од нив, и ова се моментално некои големи портали кои што го спомнале FetchAI како проект. Нормално, тоа е идејата. Сега, исто така би сакал да спомнам и дека моментално децентрални менувачници добиваат AI услуги директно од FetchAI преку своите агенти. Тоа е овој дел и буквално станува збор за меѓусебна соработка во однос на тргување и маркет мейкинг, и станува збор за првенствено овие две, Uniswap и PancakeSwap, кои што моментално активно може да ги интегрирате FetchAI агентите на ваквите децентрализирани менувачници. Тоа е устанено што сака да се каже овде. Тоа е горе-доле оприлика се што имаме да кажеме во однос на FetchAI roadmap и партнерства. Поврзано со кривични судски одлуки до сега не најдовме, така да останува да видиме. Тип на блокчейн веќе објаснивме, станува збор за токен кој што е сайдчейн на ERC20, значи Ethereum и Cosmos моментално. Потоа имаме залиха. Сега, ова е битно да се спомне, значи FetchAI самиот по себе е скоро целосно на пазарот, односно од total supply кој што моментално е 1,1 билион, max supply исто така е 1,1 билион, моментално на пазарот се пуштени 1,04, што значи дека има само уште некои 100 милиона кои што може да се пуштат на пазарот. Сега, интересно што јас не успеав да најдам информација каде се овие, но можам да забележам дека изгледа се преостанатите на фондацијата токени. Зошто го велам ова? Значи, ова е во 2019 година алокацијата на токени, за да видиме каде би можеле потенцијално да бидат овие 10%, кои што се уште не се на пазарот. Сега, гледаме дека значи, основачите имаат 20%, фондацијата има 20% и advisors, ова се нели оние кои што помагале се уште со 10%, значи дека 50% од токените се поделени практично помеѓу основоположниците на проектот. Потоа 17,6 се продадени, уште една исто така фьючерс се продадени, практично оваа количина е продадена, и mining rewards 15% за одржување на самата мрежа, затоа и рековме дека имаме стейкинг награди. Сега, во однос на како е распределено, значи можеме да видиме дека моментално активно можеме да ги забележиме самите wallet-и, значи ова е практично во однос на децентрализацијата и колку од ваквата залиха се наоѓа се уште кај нели основоположниците и слично. Значи дури и да се наоѓа, можеме да забележиме дека ваквото распоредување на 20% на основоположниците и 20% на фондацијата не се на еден или двајца. Зошто го велам ова? Значи фондацијата се уште има околу 8% кои што можеме да видиме дека се користат за понатамошно надградување. Знаете и сами дека секој од овие проекти кои што се големи на пазарот има своја фондација која што се занимава со надградување на самиот блокчейн. Значи тоа е основната работа на фондациите и затоа ваквото алоцирање на токени на фондацијата мене воопште не ме плаши. И гледаме дека од тие 20% останалите се само 8, што значи дека фондацијата очигледно работи на овој проект. Додека гледаме дека нема ниту еден од овие да бидат нели запишани практично wallet-и, за да бидеме сигурни кои од овие се на основоположниците или на оние кои што помагале, advisors, така. Сега, само првиот wallet од 10,4% ми е практично нејасно на кого се наоѓа, но ова соодветствува со овие разликата која што моментално ние помеѓу max supply и circulating supply, односно вкупната количина на токени која што може да биде на пазарот и онаа која што моментално пуштена. Значи изгледа дека ова е се уште непуштена количина која што стои моментално во, претпоставувам, wallet на самата компанија. Значи друго не би имало логика со оглед на фактот дека нема соодветно име, се уште не е дознаено чие, но верувам дека тоа е со оглед на фактот дека бројката оприлика одговара. Дополнително можеме да видиме дека големи количини поседува Binance, со тоа што гледаме дека 60, значи вака сега, 30% од вкупната количина се поседувани од Binance, тоа е голема количина, и гледаме дека поголеми количини исто така гледаме има KuCoin, Crypto.com има нешто така големо, но генерално ако ги земеме овие токени, можеме да видиме дека нема никој голема количина од типот на 10-15%, дури овие големи се најчесто претпоставувам некаков тип на менувачници, што се уште не се именувани затоа што секој уште некој не успеал да увиди дека тоа се менувачници, но гледаме дека е доста децентрализиран.
ако ги иземем овие, како што кажеме, со оглед на фактот дека ова е за стейкинг 7%, фондацијата има 8% и админ мултисиг, ова искрено не знам што би можело, че ова претпоставува може да биде самите основоположници, со оглед на фактот дека станува збор за акаунт кој што може да биде отклучен со повеќе подписи, така да голема веројатност дека ова е што е останато од основоположниците. Тоа е во однос на децентрализацијата на самиот токен, што е доста солидна ако ме прашувате, иако 50% голема сума да биде дадена на основ, нели, на самиот тим, но генерално не е толку лошо како што сме виделе на пазар. Значи ова е колку е на пазарот залика, колку е залика поседувано тимот, тоа го поминавме, и проверка на најголеми новчаници исто така го поминавме и тоа. Значи гледаме дека моментално е од 0,24 неговата конкретна сума моментално и претходен all-time high од 1,17. Што значи, благо речено, од овде ќе имате негде околу 4 пати до претходниот all-time high, чисто за ова е добра замерка која што ми ја добив од еден од нашите гледачи, дека не е лоша идеја да се спомнува моменталната цена и претходниот all-time high, чисто за да се види која би била потенцијалната добивка само да би стасал до претходен all-time high, значи отприлика негде 4 пати да речеме грубо речено, тоа би била моменталната добивка доколку инвестирате од сега па до следниот all-time high, со тоа што веќе направивме некоја основна техничка анализа, нормално ќе направиме многу подетални кога ќе почнеме со bull маркетот. Ова е сега само за напомена да, нели, видиме каде се наоѓаме со самиот проект. Уште еднаш ќе напоменам, значи во овој аспект се очекува AI да биде многу голем во овој bull маркет, така да имајте го тоа во предвид, затоа и ги работиме овие проекти малку порано, иако не се во топ 100, со цел да ви дадеме предност да имате идеја за каков тип на проекти станува збор и нормално доколку имате определено, да речем, ниво на ризик кој што може да го алоцирате во ова, не би било лошо со оглед на фактот дека кога одредена категорија добива памп од типот на масовна популарност, се што е во таа категорија се движи нагоре без разлика дали има или нема соодветна вредност. Така да во оваа ситуација FetchAI е далеку од тоа да нема вредност, посебно со оглед на фактот дека ваков тип на компании не би соработувале со вас доколку немате одредена вредност, и поради ова можам да напоменам дека изгледа дека овој проект ќе биде солиден, но нормално мораме да видиме како истиот ќе се придвижи во следниот bull маркет. Така да будно ќе следиме. Сега за сега немаме алоцирано, можеби подоцна со оглед на фактот дека веќе имаме алоцирано во еден AI проект, иако не е директно поврзан со AI, но ќе има верувам доста корист од развивањето на оваа категорија. Уште еднаш ќе напоменам, значи будно следете оваа категорија, верувам дека ќе биде една од најдобрите, најпрофитабилните категории во следниот bull маркет. Со тоа што следен коин кој што треба да обработиме ние Aptos, тоа е последниот коин од овие 4 и веќе гласавте за новите 4 за кои што ќе поразговараме. Тоа е ICP, интернет компјутер, Sandbox, The Graph и Near Protocol. Тоа е се што имаме за денес. Се надевам дека ќе уживате во, нели, нашето видео како и секогаш, и се што бараме од вас е, значи доколку имате, доколку ви беше интересно ова што го работиме, доколку сте научиле нешто, нормално проследете овој материјал на други луѓе со цел да ваквата бесплатна материја се прошири и не е залудно направена, нормално, и на тој начин ќе можеме што повеќе да ја разградиме нашата едукативна сфера на што повеќе македонци низ светот. Имајте добар ден, се гледаме во следното видео и поздрав од Крипто Гемиња.